Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Сведоци сме дека во последно време доаѓа до нови облици на религијска конверзија, асимилација, до нов вид верска анксиозност и до нови верски дискурси на моќ. Сето тоа повлекува серија трансформации и последици во социокултурната констелација во светот, особено на регионално и локално рамниште, кои се одразуваат последователно врз системот на стекнатите и за гарантираните човекови права и слободи. Ако не може да се зборува за крупни социорелигиски инволуции, може да се зборува за амбиентација на општествениот простор, за ново позиционирање на моќта и на проекциите на моќта на религиските институции во социополитичка и стратешка смисла низ светот, од каде што произлегува впечатокот за дисбаланс меѓу религиите. Ова меѓу другото го истакна академик Катица Кјулавкова во своето обраќање на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, нагласувајќи дека поради заострувањето на религиските традиционализми до фундаменталистички опции, чисти и апсолутни религиски матрици, добро е да се зајакне интеррелигискиот и интеркултурниот диалог и да се создаде интеркултурно општество, кое ќе ги санира последиците од радикалниот мултикултурализам и дека токму затоа интеркултурниот концепт на општеството во цела Европа, па и на Балканот, е опција за превенирање и осуетување на конфликтните колективни мемории, емоции, политики и стратегии. Светот се соочува со нов епистемолошки јаз меѓу различните религиски дискурси и со појава на нова серија на догми, забрани, табуи во изразувањето, кои ги засегнуваат масовните, информативните и уметничките медиуми, како и сите овие инстанци на другоста, кои, практикувајќи ги човековите права на слободно изразување, искажуваат ставови спротивни и дисхармонични со актуелните толкувања на древните религиски канони и догми. Не само што се превреднува улогата на медиумите, особено на визуелните уметности, филмот, телевизијата, интернетот и книжевноста, туку тие се соочуваат со бројни обструкции, ограничувања и забрани. Се чини дека доаѓа до тивка колизија меѓу прокламираните универзални права на слободно изразување од една страна и практикувањето на таа слобода во контекст на религиските канони од друга. Може да се набројат многу примери на осуда на јавно изречените критички мислења по однос на некои религиски инстанции, некои од нив дури и под смртни закани. Ваквиот рестриктивен, ексклузивен и деликатен социорелигиски претекст произведува дополнително мерки на цензура и на застрашување, односно амбиент на автоцензура кај авторите, уметниците и медиумите, па со тоа се блокира слободниот критички ум на современоста. Во некои средини се забележува зголемување на дозата на експлицитност на религиската семиотика. Се користат осовременети символи за сигнализација на доминантната позиција на даден религиски дискурс, па следствено и на соодветниот религиски, морален, идеолошки, естетски и екзистенцијален канон. Живееме во свет во кој што се исцртуваат нови граници на слободата. Свет во кој што различностите не само што не се хармонизирани, туку се радикализираат, се фундаментализираат или, како што велат некои теоретичари, се враќаат на некои неоконзервативни практики и традиции. Ако е за право, новите конзервативни интерпретации на канонот во практиката денес стануваат дури уште поригидни, помасовни, поагресивни, поманипулативни со оглед на глобалната, брза и ефикасна улога на новите технологии и на медиумите за информирање и комуницирање во светот. Во ваквиот на радикален начин плурализиран свет, по верска и по етничка основа,
да припаѓаш на друга религиско-етничка матрица, различна од доминантната матрица. Значи да бидеш обележан и однадвор и стигматизиран одвнатре. Во некои микросредини дури се добива впечаток дека е невозможно да се одбере, ниту да се практикува не само конфесија, туку и стил на живење, без влијание од религискиот модел кој практикува поексплицитни и поекспанзивни стратегии на екзистирање. Како последица на континуираното потиснување на потребата за слободно изразување, се создаваат исфрустрирани индивидуи и колективитети. Перманентните фрустрации во секојдневниот живот не само што го поттикнуваат чувството на загрозеност на религиските дискурси, туку го зголемуваат и процесот на миграции, диаспори, асимилации и конверзии, а тоа пак влијае врз општествените преструктурирање на ниво на демографско, урбано, комуникацијско, социјално, политичко организирање, дејствување и поларизација до интеррелигиски нетрпеливости и конфликти. Крајностите во јавното практикување на конфесиите и пореметениот секуларизам во државите ја зајакнуваат свеста на постоењето на религиските другости, ама не како радост заради другоста, туку како зазор од експанзивните другости, страф. Токму поради ваквиот социорелигиски амбиент во многу делови на светот, вклучително и на Балканот, се зголемува улогите на медиумите во демистификацијата на некои квази-социјални и квази-религиски вредности и во создавање на јавната свест за потребата од поголема дискреција во практикувањето на верските права и слободи. Токму поради заострувањето на религиските традиционализми до фундаменталистички опции, чисти и апсолутни религиски матрици, добро е да се зајакне интеррелигискиот и интеркултуралниот диалог и да се создаде интеркултурно општество, кое ќе ги санира последиците од радикалниот мултикултурализам. Токму во ваков социорелигиски и социополитички амбиент е потребно да се истакнуваат заедничките места кои ги поврзуваат различните верски, етнички и јазични заедници, а не да се нагласуваат ексклузивно екстремните и конфликтните разлики. Токму затоа, интеркултурниот концепт на општеството во цела Европа, па и на Балканот, е опција за превенирање и освоетување на конфликтните колективни мемории, емоции, политики и стратегии. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Само целосната посветеност и соработката меѓу религиите и културите може да водат кон здрава функционална држава, истакна во своето обраќање американскиот професор Роберт Хант, директор на глобалната теолошка едукација и професор по интеррелигиски диалог и мисионерски студии на Прекинсовата школа за теологија на Јужниот методистички универзитет во Далас, Тексас. Според него, само толеранцијата не е доволна за едно здраво национално општество. Туку е потребно различните религии и етнички заедници да изнедат заеднички проекти и да работат во партнерство. Perhaps the greatest change in our world between the 20th and 21st centuries has been the recognition that all of our societies are irreducibly pluralistic. Може би, најголемата промена во нашиот свет меѓу 20-тиот и 21-виот век е сознанието дека сите наши општества се непобитно плуралистички. Националната држава, која потекнува од дефинирањето на границите на етнички, лингвистички и религиски групи, стана неизбежно крвен сад за плуралитетот на народи, јазици, култури и религии. Ова го отвора прашањето за тоа како оваа голема различност може да екзистира во една држава и да функционира како посебна заедница. Еден од приодите беше да се промовира религиска толеранција. Јас ќе аргументирам дека толеранцијата е недоволна за едно здраво национално општество и само целосна посветеност и соработка меѓу религии и култури може да води до здрава, функционална држава. Ако ја погледнеме европската историја, ќе видиме дека концептот на толеранција навистина има стари корени во повелбата на Вестфалија и во одлуката на европските монарси
дека тие ќе ги толерираат религиските малцинства во нивните кралства, со одредени рестрикции. Оваа повелба, како и указот за толеранција, нешто подоцна во англиската историја, во основа воспоставува еден вид релација на државата кон религиски плурализам, како што наоѓаме во дими повелбите во исламскиот закон. Тој етаблира дека државата ќе им даде заштитено место на луѓето кои се различни, се додека тие не ја афирмираат нивната различност премногу во актуелното функционирање на државата. Проблемот и со двата државни система, поставени во исламскиот свет и кај Вестфалија, а подоцна во Англија, е во тоа што тој им служел на владите на императорите и кралевите и калифите, а не на демократски влади од народот. Штом еднаш политичка моќ е во рацете на граѓаните и подеднакво на сите граѓани, тогаш неизбежно секој граѓанин ќе бара право да ги пласира неговите религиски верувања во јавната сфера и во политичката дебата. Ако постои каква било реална еднаквост, тогаш вербата и уверувањата на сите граѓани се еднакви и би требало еднакво да бидат изразени. И се разбира, тоа не може да се случи ако владата ја фаворизира религијата на мнозинството и помалку ги толерира религиите на малцинствата. Христијански граѓанин на доминантно муслиманска земја, ако таа земја воопшто се декларира за демократска, би требало да може да направи неговите гледишта за јавните прашања и приватната верба да бидат познати во јавноста. Еден муслимански граѓанин на доминантно христијанска земја би требало да го има истото право. Се разбира, ова се однесува и на граѓанин протестант на доминантно католичка земја или католик граѓанин на доминантно ортодоксна земја. Сакам да забележам дека ние се движиме од толеранција кон партнерство. Ова не мора да значи дека една земја го усвојува францускиот систем на секуларизам или дури американскиот систем на забрана на владата за поддржување на религија, иако двата модела можат да бидат пофалени и докажана вредност низ вековите. Тоа значи дека демократски избраната влада ангажира религија во креирањето на своите политики, таа ги ангажира сите религии на земјата и на сите им дава право на глас. И ова има огромна позитивна вредност. Тоа може да биде исползувано за привлекување на следбениците на различни религии и нивните водачи во партнерство за развој на заедницата и за национален развој. Овие религии можат заедно да бидат адресирани до некои најинтензивни општествени предизвици со кои се соочува нација како Македонија. Религијата може да игра позитивна улога во потикнувањето на вакво партнерство, но треба да се предупреди. Тоа се случува само ако доминантната религија ја прифати социјалната реалност за плуралистичка нација, држава, и се прилагодува кон меѓународното право, кое ги почитува ваквите држави и нивните религиозни плуралистички карактеристики. Во исто време треба да ја сватиме и опасноста од она што Роберт Хефнер го нарекува транснационална религија. Тоа е чувство за заедничка култура, кое подкопува индивидуален културен идентитет. Националниот поредок не е ред на нации и интегритетите на националните религиозни идентитети и националниот плурализам мора да биде почитуван за да цутат сите нации. Тоа се постигнува од различни правци. На оваа конференција се поканети различни религиски малцинства да дојдат, да говорат и да се идентификуваат како целосни партнери во изградбата на македонското општество. Тоа секако е основа за едно плодно општество за сите граѓани на Македонија. Ако се што имаме едни за други е толеранцијата, тогаш е тешко да се изгради нација. Но ако различни религии и етнички заедници најдат заеднички проекти врз кои ќе работат партнерски, како што тоа го прават, соочувајќи се со разни предизвици откако Македонија се осамостои, тогаш наскоро ќе сватат дека изградиле заедничка нација со заеднички идентитет и имаат заеднички наратив, а тоа е појава на Македонија во која секој има свое подеднакво место.
Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Современиот концепт на меѓурелигискиот диалог нема априорен карактер, туку е формиран во конкретните општествени услови на нашето време, тврди доцентот на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски од Скопје Милан Ѓорѓевиќ, според кого покрај мултикултуралистичкиот нужни се и други модели за успешно и ефикасно регулирање на меѓурелигиозниот соживот. Тој е дециден. Различните модели на ефикасни меѓурелигиски односи и релации зависат од културно-општествените фактори на секое по-оделно време во кое живееме. Во минатото, особено на овие простори, например во времето на Византија или Отоманската империја, во 16 и 17 век, во време во кое што во Европа се случувале крвави религиозни војни, имаме една релативно мирна слика за меѓурелигиозност. Секако, една од главните тези кои што би ја критикувал тука, тоа е точно еволуционистичката социјална теза, која што се застапува за тоа дека современиот мултикултуралистички основан диалог представува краен стадиум или совршество кон кое што приведувале досегашните концепти за диалогот, дали од Византија, дали од Отоманската империја или од Римската империја претходно и така натаму. Наспроти тоа, би рекле дека различните модели на ефикасен меѓурелигиски однос и релации зависат од културно-општествените фактори на секое поодделно време во кое што живееме. Тука би акцентирал и би резимирал само на два конкретни фактори, тие може понатаму да се разделат. Од една страна тоа е социјалниот хабитус, а од друга страна тоа се позициите на моќ, односно современите императиви на соодветното време во кое што живееме. Првиот фактор, социјалниот хабитус, ги означува формативните фактори кои во текот на историјата го формираат идентитетот на една религиска, етничка или културна група. Така, за примери, во контекст на Македонија или во контекст на Балканот, може да ги наведеме византиско-отоманското наследство, потоа времето на востанијата против турската власт, времето на националните држави и социјализмот. Од сите овие епохи би го ставил акцентот само на византиско-отоманското наследство, во кое што имаме еден специфичен модел на диалог. Сега што би го нарекол диалог, на имплицитен, неексплицитен диалог, а тоа е диалогот на молчењето, сосема долу. Токму молчењето за внатрешното, за духовното, за религиозната тајна на другиот, представувало гарант за секојдневната комуникација со животот и толеранцијата, нешто сосема поинакво од нашиот денешен концепт во кој што ние треба да диалогизираме експлицитно по овие прашања. Од друга страна пак, секој обид за експлицитно диалогизирање во врска со религиозните вредности на другите се гледало како натрапнички обид на надворешните да стапат во просторот на внатрешното и светото. Веднаш ќе преминам на следниот фактор, а тоа се позициите на моќ. Значи, концептот за меѓурелигиозноста е во директна зависност од општествените позиции на моќ. Ќе дадеме три историски примери. Прво, Византија. Тука го имам православното христијанство во позиција на моќ. Прилично јасна представа, православното христијанство во позиција на моќ, другите религии во позиција на социјална немоќ. Следната епоха е Отоманската империја, која што е на некој начин, се повторно генерализирам, пресликување на византискиот модел во многу нешта, со што позициите на моќ се менуваат. Значи, православното христијанство е во позиција на немоќ, во однос на исламот кој што стапува на позиција на моќ. Но, во современиот контекст имаме нешто сосема поинакво. Двете диалогизирачки религии, во конкретниот македонски случај, најмногу тука станува збор за православното христијанство и исламот, иако
Има уште многу други заедници. Двете диалогизирачки религии се во позиција на немоќ во однос на потрошувачкиот секуларизам, која држи позицијата на моќ. Тогаш се поставува прашањето како да се стигне до позиција на моќ во современото општество. Токму преку причасност, под наводници, кон секуларно потрошувачкиот концепт за меѓурелигиозност, односно преку прифаќање на секуларниот модел на меѓурелигиско општење, религиски плурализам или инклузивизам и осуда на ексклузивизмот како по себе погрешен, со што пак се постигнува повисока и покровителска, патерналистичка позиција на моќ во однос на религиите, религиските движења, кои експлицитно или имплицитно не го прифаќаат ваквиот модел. Од овие два фактори, кои што ги видовме, забележуваме дека современите императиви, произлезени од позициите на моќ, се конфронтираат со локалните колективни хабитуси. Условот пак за поставување на функционален и квалитетен концепт за меѓурелигиозноста представува пред се воспоставување на конструктивна тензија помеѓу овие два фактори, социјалниот хабитус и позициите на моќ. Во кој случај ние ја губиме тензијата? Тогаш, кога акцентот ќе падне само врз социјалниот хабитус, односно врз образците од минатото, кога имаме анахроничност, самозатворање, ксенофобичност и на крај фанатизам. Кога акцентот ќе падне само врз позициите на моќ, односно современите императиви, имаме површност, неефикасност и неуспешни уведи за зближување на религиите. Од друга страна, на кој начин се запазува и се поставува конструктивната тензија? Преку взаимната инхерентност на двата фактори, односно нивното взаимно проникнување. Во контекст на социјалниот хабитус, тој е во постојано оформување, ги вклучува и современите императиви и поради тоа е нереално да се ограничи на одредени образци на минатото. Од друга страна, од гледна точка на позициите на моќ, споделувањето на специфичен колективен хабитус исто така представува позиција на моќ и недоследно е тој да се игнорира при промовирањето на нов концепт за меѓурелигиозност. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Она што му се случи на Балканот е резултат на, според мене и моите истражувања, епохалниот судир меѓу авторитарната политичка култура, која е суштинска за дејствувањето и на политичките партии и на религиските групи, и демократската политичка култура, која ја донесе или требаше да ја донесе падот на комунизмот. Токму од исходот на овој епохален судир во многу ќе зависи како ќе се одвиваат религиските односи во рамките на постконфликтниот период, истакна универзитетскиот професор од Скопје Зоран Матевски, нагласувајќи дека црковните официјални лица на Балканот треба да се залагаат за вистинска и изворна религија и да ја спречат незината идеологизација, која ја валка религијата со овоземски и световни нешта и која води кон етноцентризам и самоизолација. Според него, религиските организации мора да ги најдат оние елементи кои влегуваат во позитивна корелација со религиската толеранција и со религискиот плурализам и диалогот. Она што ја интригира повтор пат модерната социологија на религијата е прашањето на улогата на религијата во мир и конфликт. Или поточно кажано улогата на религијата во конфликт и постконфликтен период. Особено кога на површина повторно ќе ви испливаат конфликти меѓу цивилизации, меѓу држави, етнички групи, па и да не речам религиски групи. Јас сум од оние социолози на религија кои на религијата и даваат исклучиво позитивна функција, значи јас никогаш на религијата не и давам негативна функција, за разлика од некои други. Меѓутоа, целиот проблем настанува во делувањето на религиските организации и во делувањето на религиските великодостојници и врз основа на тоа, всушност, можеме да зборуваме за улогата на религијата во она што се нарекува
конфликт или постконфликтен период. Ако го гледате развојот на граѓанското општество, вие религиската толеранција, диалогот морате да го институционализирате. Значи, таа пасторална грижа за мирот мора да ја институционализирате во рамките на религиските организации, подпомогнати со политички и медиумски институции. Инаку, ако тоа не го направите, вие не можете далеку да отидете во она што се нарекува улога, позитивна улога на религијата во конфликтен или постконфликтен период. Она што му прави проблем на целиот Балкански регион, тоа се суштинските елементи на авторитарна политичка култура. Значи, вие имате елементи на авторитарна политичка култура кои се суштински за дејствување и на политичките партии, меѓутоа и на религиските групи. Тоа е веројатно последица на екзистирање на империја од типот на отоманската, австро-унгарската и така натаму. По падот на комунизмот имате плурална демократија или таа така наречена демократска култура, меѓутоа падот на комунизмот не ја донесе демократската политичка култура, туку донесе судир. Судир меѓу авторитарната политичка култура и демократската политичка култура. И практично по мене и по моите истражувања излегува дека од исходот на тој епохален судир меѓу авторитарната политичка култура и демократската политичка култура од многу ќе зависи како ќе се одвиваат тие религиски збиднувања, религиски односи и на кој начин ќе течат тие религиски, условно кажано, збиднувања во рамките на конфликтот и постконфликтниот период. Она што му се случи на Балканот е всушност резултат на тој епохален судир. Религиските организации денеска не треба да се радуваат на тоа што има поголем број на верници во црквите и така натаму, што процентот на верници се зголемува. Ние денеска сме во ситуација да имаме привидни верници, како што некогаш имавме привидни атеисти. Што тоа значи? Денеска имаме ситуација да имаме два типа на религија, значи верување без припаѓање и припаѓање со верување. Значи, ние денеска на Балканот, типичен пример на верник, ние припадник без верување. Значи, тој е припадник по самата етничка група и по ритуалите што ги прави, а не по суштинските познавања на религијата. Во оној момент кога ќе дојдеме до ситуација да имаме верување со припаѓање, во тој случај улогата на религијата во постконфликтен период ќе биде подобра. Она што сакам да го кажам е дека црковните официјални лица на Балканот треба да се залагаат за вистинска изворна религија, да ја спречат идеологизацијата на религијата. Значи, да ги спречат механизмите на идеологизација на религијата, бидејќи преку тие механизми на идеологизација на религијата ја валкаат религијата со овоземски нешта и со световни нешта и не може да дојдат до она вистинското. Ние, како социолози на религија, се обидуваме да ги видиме тие механизми на кои што религиските организации се идеологизираат, влегуваат во етноцентризмот како идеологија на модерното време, се затвараат едни со други. Всушност, кога не би се идеологизирале, самите религиски организации мора да ги најдат оние елементи кои што влегуваат во позитивната корелација со религиската толеранција и на религискиот плурализам и диалогот. И на крај, завршувам со три по мене круцијални прашања кои што, ако ги се тоа го ставите во процес на глобално и локално, значи ние живееме во време на глобална ера, нели, на глобализација, трите прашања кои што се обидуваме да ги решиме, се уште не можеме, меѓутоа се надевам дека ќе успееме да ги решиме преку нашите истражувања, се следните, кои што се на некој начин контрадикторни. Првото е, дали религиската толеранција во суштина е последица на силното влијание на глобализацијата во светот? Тоа е едното прашање, кое што не води кон позитивно решение. Меѓутоа има и втор дел на паричето, а тоа е религијата ни се јавува како силен чувар на етничкиот идентитет и како таков он може да не води кон етноцентризам, може да не води дури и кон религиски фундаментализам. Дури и тој религиски фундаментализам, ако го посматрате како позитивна политичка идеологија, значи враќање кон базата, меѓутоа сепак не спречува кон целосно отварање и конечно прашање на кое што цело време го барам одговорот и се надевам дека ќе го најдеме, дали всушност христијанството во сите три варијанти и исламот на просторите на Балканот преку културната и духовната глобализација ќе не одведат еднаш во водите на екуменизмот и во водите на она што е сега најмодерно во социологијата на религијата, неоекуменизмот,
тоест помирувањето на христијанството и исламот. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Ако навистина сме слуги на Бога, тогаш мора да работиме едни со други, да се сакаме едни со други и да не се бориме едни против други, истакна шиитскиот имам Хасан Казвини од Исламскиот центар на Америка. Вистинските следбеници на монотеистичките религии не се мразат едни со други. Тие се толерираат и се почитуваат, нагласи тој, истакнувајќи дека проблемот е со глупите, со оние што не знаат и кои мислат дека следат својата религија, но всушност не го прават тоа, туку ја користат за остварување на своите крвави политички агенди. What do we have in common as Muslims, Christians, Jews and other servants of God? Што е заедничко за нас како муслимани, христијани и други слуги на Бога? Што навистина имаме заедничко? Она што е заедничко е да ги сакаме другите и да ги почитуваме нивните избори. Куранот е многу јасен. Куранот вели: Господ гледа и јас ве создадов од еден маж и од една жена и ве оставив да креирате нации за да се знаете себе си. Значи, Бог нашата разновидност ја смета како причина да ја славиме, а не само да ја обележуваме. Ние сме различни, зашто Бог сака да сме различни, а Бог сака да сме различни за да научиме едни од други, а не да се бориме едни против други. Исус вели: сакајте го непријателот и благословени нека бидат оние што ве колнат. Иако ја читаме Тората, тоа го вели истото. Се сеќавам на една прекрасна приказна, во која една од проминентните еврејски личности беше прашан, исто така од евреин, што не учи Тората? Тој кажа со еден збор: не му го прави на другите она што не сакаш другите да ти го прават тебе. Тоа е Тората, а се друго се коментари. Значи, сите теолози, мои пријатели, промовирајте љубов, почит и работете едни со други. Ако тоа е случајот, зошто имаме толку многу борби, зошто имаме толку пролевање на крв во име на религијата, зошто не се толерираме едни со други? Многу ми напрашуваат зошто муслиманите и христијаните се борат, зошто муслиманите и евреите се борат, зошто е тоа така? Ако сте вистински верник, не само што треба да го сакате Бога, туку треба да ги сакате и неговите суштества, неговите креации. Затоа, вистинските следбеници на монотеистичките религии не се мразат едни со други. Тие се толерираат и се почитуваат едни со други. Проблемот е со неуките, со оние што не знаат, кои мислат дека ја следат својата религија, но всушност не го прават тоа. Ибн Рушд, големиот муслимански филозоф од Шпанија, на еден многу забележителен значаен начин вели: ако сакате да го контролирате глупавиот, се што треба е да имате една лажна вера која ќе ја скриете под името на религијата. Тоа го гледаме во отекот на историјата. Илјадници луѓе се убиени во име на религијата и каузата. 6 милиони евреи се убиени во Европа поради религиозни потикнувања. А сега, мои браќа и сестри, гледаме многу муслимани и немуслимани кои се убиваат во име на религијата. Тоа нема врска со религијата. Она што се случи неодамна во Бостон, кога муслиман им ги одзеде животите на неколку немуслимани и повреди многу други, велам, тие луѓе не го представуваат исламот, бидејќи ако прашате зошто убиваат немуслимани, добрата вест е дека не убиваат само немуслимани, тие истовремено убиваат и други муслимани. Тоа покажува дека овие луѓе ќе ги направат овие злосторства и тие не го представуваат исламот. Станува збор за политичка агенда, која тие ја водат во име на исламот, во име на нашата религија. Затоа мораме да бидеме многу внимателни, мои пријатели,
да не припишуваме некои злосторства дека ни ја дефинираат религијата за која знаеме дека промовира толеранција. Тука сме да ги демонстрираме нашето единство, нашето братство и нашата посветеност на каузата за која сите работиме, а тоа е да му служиме на Бога. Ако сме навистина слуги на Бога, тогаш мора да работиме едни со други, да се сакаме едни со други и да не се бориме едни против други. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Демократијата има три столба на кои стои: доброто родителство, образованието и сеќавањето. Истакна Вилфред Науснер од Обединетата методистичка црква од Австрија, нагласувајќи дека само ако им дозволиме на сите делови на општеството и на сите религиски групи да си ги кажат своите приказни, кои треба да ги слушаме внимателно, тогаш ќе можеме да изградиме општество кое дава помош и е демократско и разновидно. Good parenting or parenthood takes place in many places and is encouraged. Доброто родителство и одгледувањето на децата се случуваат на многу места и се потикнува и се охрабрува секое општество што има своја база, своја основа во добрите семејства. Покрај многу обиди да се замени семејството, тоа останува најглавен извор на вистина и доверба кај сите народи. Значи, доброто родителство се дискутира и важи за сите религии. Втората работа е образованието. Образованието мора да се одвива. Да се случува за граѓаните да донесат одговорни одлуки, независно дали се од религиска природа или не, и за да не можат да бидат манипулирани. Образованието е неопходно за да имаме постојан диалог и мораме да најдеме консензус во сите општества со разновидна етничка, религиска и национална припадност. Образованието е клучно за развојот на општеството и нешто што мора да се дискутира меѓу религиите. Но најглавна работа за религијата би било прашањето, образованието на срцето. Срцето е таму каде што се донесуваат одлуките. Многу е важно да го образуваме и срцето. Срцето каде што човекот, како суштество, ги донесува најважните одлуки. Но сакам да нагласам едно начело што го слушнавме за љубовта, а тоа е дека само општество кое се грижи за своите слаби припадници и за нивното достоинство е општество во кое вреди да се живее. Третата точка е сеќавањето. Секој добро општество, како и многу различни религиски групи, го сваќаат овој збор на различни начини и ќе ја кажат својата историја на различен начин. Само ако им дозволиме на сите делови на општеството и на сите религиски групи во тоа општество да си ја кажат својата приказна и да си ги задржат своите записи и да ги слушаме истите внимателно, тогаш ќе бидеме во можност да изградиме општество кое дава помош и е демократско и разновидно. Слушајќи ги приказните на нашите соседи и различните толкувања, ќе можеме да одиме напред и да го негуваме диверзитетот на позитивен начин. Ако сеќавањето е исклучено од диалогот, ќе биде во позиција во која може да биде манипулирано. Тоа го кажува искуството многу. Само ако сеќавањето се чува или се остава да биде слободно, тогаш вреди да биде сеќавање. Можеме да имаме различни прикази од протестанти, католици, православни, еврејски групи, муслимански приказни. Нема само една поедноставна вистина. Светот е разновиден и имаме различни начини на кои ги гледаме тие работи. За овој диалог е неопходно да ги почитуваме овие три столбови. Значи, да дискутираме за добро родителство,
за образование и за сеќавањето. Слободата и достоинството – основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Голем број религии денес имаат верници од различни етнички и јазични групи, со што ги надминуваат територијалните, јазичните и културните бариери, поради што е неопходно, преку верските здружувања, да се изнајде форум за постигнување заеднички јазик и консензус за многу јавни прашања, кои во друг облик не би можеле да се состанат, а постигнувањето консензус може да се оствари само преку диалог, кој мора да се инструментализира и канализира, истакна Драган Гоцевски, доцент на Правниот факултет Јустинијан I од Скопје. За да може меѓурелигискиот диалог да се користи како ефективен инструмент за постигнување на консензус, не е доволно само многу волја, туку волја на многумина, а за да се модерира волјата на многумина, неопходно е, истакнува Гоцевски, јакнење на институционалните капацитети со цел овој форум да не биде само свечен чин, туку секојдневие. Речиси, со сигурност може денеска да тврдиме дека не постојат хомогени општества. Како последица на процес на колониализам, внатрешни миграции, војни, трговски релации, желба за подобра иднина, успех и денеска се почесто процес забрзан со глобализацијата, општествата во светот се хетерогени. Општествата денеска се формирани од широк спектар на заедници, во кои што луѓето кои што живеат во нив се идентификуваат по етничка линија, јазични групи, културна припадност, економски, социјални релации, па дури и верски. Степенот до кој овие облици на заедништво се вклучени во процесот на носење на јавни одлуки определуваат дали една држава е плуралистичка по својот карактер. Може да речеме дека голем дел држави, за кои што ги третираме како демократски развиени, се плуралистички, доколку уставно или во инаку во правниот поредок е предвидено да различните облици на заедништво имаат свој институционален израз. Колку е поголем спектарот на институционализирано делување на членовите на една заедница, толку е поголема и шансата за конфликт во постигнување на заеднички или различен интерес. Односно, колку повеќе не има, толку консензус по одредени јавни прашања може да биде потежок за постигнување. Во таа линија, ние сме на мислење дека треба да се вара common denominator, или најмал заеднички содржател, кој што на еден или друг начин ќе обединува што е можно поголем број граѓани по различни основи. Еден таков заеднички содржател ние сметаме дека се конфесионалните групи. Имено, како што се може да се инструментализира, така и конфесијата и диалогот може да се употребува како инструмент, како за идентификување на разлики и наметнување на политика на entrenchment дека сме различни, така истовремено и на политика дека сме, па можеби послични. Имено, голем број религии денеска во своето членство на верници опфаќаат различни етнички групи, различни јазични групи. Неопходно е да се изнајде форум преку верските здружувања да се дојде до постигнување на заеднички јазик, на заеднички консензус, поред јавни прашања кои во друг облик на форум не би можеле да се состанат. На одговор на прашањето во каков облик да се постигнува консензус помеѓу овој религиски диалог, ние сметаме дека први нагласуваме мора да биде диалог. А диалогот, бидејќи може да се инструментализира, а секој инструмент во човечки раце може да се употребува за неограничено добро, но и за неограничено зло. Сметаме дека инструментализацијата на овој меѓурелигиски диалог мора да се канализира. Кој е вистинскиот канал, односно модел на насочување на меѓурелигискиот диалог? Одговор може да земеме од делата на Хегел, кој што вели дека мост помеѓу граѓанските заедници и државата, бирократијата.
по современ речник, тоа би го превеле дека треба да се институциите на јавната и државна администрација во одредена република. Државна, бидејќи уживаат легитимитет од најширок спектар на заедници кои што демократски избираат своји представници, а администрација, бидејќи тоа треба да е форум модериран од стручници и експерти. Помалку политика, повеќе струка, која што треба да е тука за да обезбеди услови овој облик на форум и дебата почешто да се свикува. Република Македонија, бидејќи уставно гарантира политички плурализам, а иако него нагласува тоа децидно дозволува во други одредби, слободно здружување по различен спектар на основи, меѓу кои и верското, и добар дел од верските заедници во Македонија дури се и уставно изрично предвидени како такви. Улога на овој модератор на меѓурелигиски диалог ја става во раците на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. Дека оваа комисија работи со многу волја, сведочи и по трет пат овој светски конгрес. Меѓутоа, ние сме на мнение дека за да може меѓурелигискиот диалог да се користи како ефективен инструмент за постигнување на консензус, не е доволно само многу волја, туку волја на многумина. А за да модерирате волја на многумина, неопходно е јакнење на институционални капацитети. Со цел да овој форум или овој облик на здружување не биде само свечен чин, туку секојдневие, доколку почесто и на понеформален начин се сретнуваат лидерите или представниците на верските заедници, веруваме дека случаи како војда дел од верските лидери на дел од застапените верски заедници во Република Македонија, ако не се појави на конгрес што се свикува еднаш годишно, ќе се појави на конгрес што се свикува 10 пати годишно. Или ќе се појави на рутински средби, консултации со лидери на верски заедници, не значи нарушување на секуларизам. Исто како што секуларна република религиските заедници да ги консултира никогаш за ништо. Може да се разговара со нив. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Кризата со која се соочува денес светот во основа е криза на идентификацијата. Луѓето се идентификуваат себе си со ограничени карактеристики, како што се полот, расата, религијата и националноста, заборавајќи го нивниот основен идентитет како дел од универзалниот дух. Овие ограничени идентификации водат до конфликт и на глобално и на лично ниво. Секоја индивидуа е многу повеќе од сума на овие ограничени идентификации. Највисоката идентификација која можеме да имаме е дека сме дел од божественото и дека сме членови на човечкото семејство. Ова, меѓу другото, се истакнува во пораката до учесниците на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог на индискиот и светски познат духовен водач Шри Шри Рави Шанкар, основач на меѓународната невладина фондација Уметност на живеењето, која се залага за општество без стрес, насилство и шири пораки за љубов и мир. Во пораката Едно светско семејство, што ја презентира светскиот мудрец Свами Джотирмаја, се нагласува дека божествената креација, целовитоста го дава идентитетот, дека ние сме човечки сушества и човечката раса е обединета, и оти треба да се вратиме кон вредностите кои се суштината на сите главни традиции. Ом нама пранавартаја, шуддакஞானைकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. My dearest family friends, Моралот и духовните вредности се заеднички за сите традиции, а символите и ритуалите се тие кои прават разлика меѓу една традиција и друга. Религијата има три аспекти: вредности, ритуали и символи. И сите тие си имаат свој шарм. Символите и ритуалите се како кората на бананата, а духовните вредности се бананата. Како и да е, луѓето во секоја традиција ја имаат отфрлено бананата и се држат за кората. Мудриот секогаш ги гледа заедничките нешта меѓу сите религии и ги слави различностите. Денес, ова за нас е неопходно,
бидејќи светот е смален во глобално село. Комуникацијата и технологијата толку многу се подобрени, а ако постои конфликт, тој не останува локален, туку се шири низ целиот свет. Во исправниот поредок на нештата, она што е временски ограничено е секундарно во однос на она што е безвремено или вечно. Но во сите традиции гледаме дека редот е свртен наопаку. Луѓето имаат тенденција да ги почитуваат временски ограничените символи и практики и да им даваат личен идентитет, повеќе отколку на вредностите кои што се безвремени. Тогаш фанатизмот цвета и разликите мора да се одбранат. Ова денес можеме да го видиме во војните кои се случуваат низ светот во името на религијата. Кога би можеле да се фокусираме на вредностите, поголемата вистина од онаа што ја представуваат символите и ритуалите, тогаш најголемиот дел од конфликтот во светот би бил решен. Човечките вредности, од друга страна, се обштествени и етички норми, заеднички за сите култури и обштества, а исто така и религии. Тие представуваат мешавина од обштествен развој, правда и духовен раст. Голем дел од проблемите кои се произлезени од религијата може да се спречат со повторно воведување на овие заеднички вредности. Во историјата на сите религиозни системи ќе видите дека вината и стравот биле употребувани за контрола на луѓето, но тоа денес веќе не е потребно. Во ова време, се што му е потребно на светот е да се негуваат љубовта и разбирањето. Една работа која е апсолутно неопходна за да се спречи фанатизмот на религиозниот тероризам во светот е мултикултурно, мултирелигиско образование за децата. Тоа е така, бидејќи детето расте, мислејќи дека другите религии и култури се лоши, дека тој или таа се подготвени да го дадат својот живот за таа кауза, но кога детето расте знаејќи малку за сите религии, култури и обичаи, тогаш постои чувство за припадност со секоја друга религија. Тогаш детето нема да има резервираност или омраза кон другите религии или култури. Ние прифаќаме храна од секој дел на светот. Прифаќаме музика од секој дел на светот. Не мора да си кинес за да јадеш кинеска храна. Не мора да си италијанец за да одиш во пицерија и да јадеш пици. Ниту да си данец за да јадеш дански колачиња. Не мора да се биде индиец за да се слушаат баџани или музика од цитра. Слично на ова, треба да научиме да прифаќаме знаење и мудрост од секој дел на светот и ова е тоа што недостасува во светот. Во овие времења на војна и болест во светот, многу е важно сите да медитираме по малку секој ден. Кога медитираме, ги поништуваме негативните вибрации и така создаваме похармонична средина околу нас. Да се биде смирен во медитивна, молитвена состојба, дефинитивно ќе помогне. Немојте да мислите дека сте беззначајни кога светот се наоѓа во проблем. Вие исто така имате улога која треба да ја одиграте. Секоја индивидуа, секој кој дише, зборува, оди, мисли, има влијание врз оваа вселена, врз оваа планета. Сите ние можеме да зрачиме мир, добри мисли, добра вибрација, добри желби и тоа дефинитивно ќе изврши влијание врз планетата. Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи. Според познатиот адвокат, поранешен државен јавен обвинител на Република Македонија и публицист Ставре Джиков, кој е редовен учесник на светските конференции за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, со нивното одржување нашава земја не само што се презентира на балканските простори, туку тие представуваат соевиден светски светоглед од Република Македонија кон сите народи и сите вери кои живеат низ едно духовно подвижништво. Сметам дека ова конференција по она што го прикажа по бројот на учесници, а пред се и по бројот на дискутанти, по однос на поделеноста во однос на прашањата, што значи слобода, што значи достоинство, што значи морал и така натака,
сметам дека е корисно покрај тоа што самата конференција си даде свој одблесок медиумски и ова вие што го работите денеска не само со мене како разговор, сметам дека останува историска трага за живењето на македонската црква, на македонската вера воопшто. Зборувам не само за црква, туку зборувам и за исламот, бидејќи ние, знаете, сме, вас е посебно познато, а и мене, дека живееме во едно мултиетничко општество, каде што имаме и повеќе вери и каде што тие вери коегзистираат, живеат едни со други, бидејќи граѓаните на Република Македонија, тргнувајќи од еден историски период наназад, па во сегашното време, но се надеваме во иднина, верите да бидат мост не само на пријателство, верите да бидат мост на разбирање, затоа што знаеме дека денешната цивилизација, а таму веќе се дискутираше 2 дена, многу сериозно, од познати и признати теолози, свештеници и така натака, црковни великодостојници, дали од католичка вера, дали од православна вера, дали од исламска вера и така натака. Тоа беа гости, како што и вие нагласите, значи од светски ранг во однос на она што значи вера и она што значи проповедување на таа вера во местата каде што живеат. Тогаш во тие прилики ние отвараме еден нов свет во Република Македонија. Тоа е светот каде што не смеат и не смееме, јас како човек христијанин, да живеем во заблуда во однос на другите вери. И мислам дека на овој начин Македонија се презентира како отворено општество, општество кој треба да има своја иднина во однос на живење на граѓаните, но и да и од пораките кои беа дадени на последниот ден од завршување на ова голема прекрасна конференција, се упати порака дека треба да имаме пред се разбирање за да може да живеат и нашите генерации, но пред се и идните генерации. Мислам дека таа меѓурелигијска толеранција, пред се слободата, достоинството и гордоста на обичниот верник, независно на која вера припаѓа, треба да се испочитува, а пред се сите верски великодостојници и нивните, да речем, водачи воопшто во верското живење, дали е ислам, христијанство, будизам и така натака, тие треба да предничат како јавни личности во духовниот живот и таа порака што ние сега ја спомнуваме дека е донесена со цел да се свати дека животот во цивилизацијскиот има свој напредок и своја перспектива, затоа што ако нема перспектива, ако нема вера, надеж и пред се љубов кон човечкиот род, меѓу себе луѓето да се разбираат и да го не само заштитуваат достоинството, туку да го отвараат едни према други, да не живеат во заблуди, сметам дека тоа ќе биде големо богатство и голема духовна подкрепа да не доаѓаме до секакви кризи, од финансиски, морални, воени и така натака. Ова беше 5-тиот дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Слободата и достоинството, основни вредности во меѓучовечките, меѓурелигиските и меѓукултурните односи, посветена на Третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана од 10 до 12 мај 2013 година во Скопје. Аудио дизајн Бесим Кека. Автори на емисијата Свето Стаменов и Искра Чоловиќ.